Време е за разговорот со нашиот гостин. Во денешното и прво издание за оваа работна недела на Утрински зрак ќе зборуваме за оние последните реализирани идни активности кои што се одвиваат во општина Велес. Во нашето студио е градоначалникот на општина Велес, господинот Славчо Чадиев. Добро утро, градоначалниче, и добро ни дојдовте во Утринската програма на К1. Добро утро. Она главна тема на која што се договоривме да дојдете е по повод 9 ноември, ослободувањето на нашиот град. Ајде да им кажеме на нашите гледачи со што општина Велес ќе го одбележи овој ден. Добро, веќе подготовките се завршени, програмата за одбележување на оваа годишнина на градот, на ослободувањето на градот се веќе дистрибуирани до сите граѓани на Велес, до делегациите од збратимените градови, веќе се и најавени гости. Меѓутоа, одбележувањето веќе почна од изминативе денови. Тоа значи дека во текот на вчерашниот ден се одржаа две манифестации, крводарителска акција која што ја организира мотоклубот од Велес, потоа за прв пат во Велес во организацијата на Советот на млади на општина Велес се организира еден полумаратон, односно трчање на 21 и на 5 километри, каде што за наше пријатно изненадување имаше околу 300 заинтересирани учесници во двете категории. Се одржа една прекрасна манифестација. Во текот на денот се одржуваат и други манифестации. Ние планираме по пристигнувањето на гостите за во среда да засадиме повеќе од 300 дрва низ цела општина Велес, каде што концентрацијата ќе биде од 200 дрва насадена во градскиот парк и во другите паркови површини во градот. Значи имаме континуирани активности, потоа ќе ги прикажеме пред нашите сограѓани и гостите делото од ликовната колонија Папрадички мајстори. Ќе имаме свечена седница и сето оноа што е традиционно во доменот на одбележување на градот ќе се доделат и признанија за луѓето што ги добија советот, комисијата на присоветот што беше формирана, кој се ќе добие 9 ноемвриска награда. Ми се чини дека и медиумите веќе ги објавија добитниците. Имаме и најстуден. Значи целокупната програма полека но сигурно е финиширана, презентирана и само ги очекуваме првите гости и секако свечената седница. Така. Акцентот секогаш заставен, еве кажавте, на свечената седница, и оваа година општината ќе ги додели наградите. Колку вие како градоначалник сте задоволни од бројката, но и од квалитетот на оние предлози кои што стигнаа до вас, до општината? Во секој случај, Велес има секоја година што да сте пофали што да презентира пред јавноста, да ги награди своите сограѓани, без разлика дали живеат во градот, дали живеат надвор од градот, дури и во европските земји, како што беше случајот минатата година со познатиот виолинист од фамилијата Киркови. Оваа година имаме за животно дело имавме двајца кандидати, кои што и двајцата беа прифанати едногласно од страна на Советот. Едниот е академик професорот Фехим Хусковиќ, а другиот е доктор Мајсторов, човекот што ја формира хирургијата во општата болница во Велес. Значи, тука се исто така со спомен плакети, оние луѓе што допринеле нешто за градот. Тука е фабриката Маркарт од инвеститорите, односно од луѓето што занимаваат со бизнис, која што веќе вработува повеќе од 370 нововработени лица во општината со тенденција да тој број расте. Тука е секако министерот Джери Наумов, кој што допринесе да два нови објекта се отвараат, односно се купат фабрики кои што поминатото беа само сеништа од фабрики кои што веќе у парцелонка, собствениците на парцелонка само во купањето и подготовките имаат вложено повеќе од 5 милиона евра. Тука исто фирмата Текстаил, која веќе ги донесе првите машини, првите 20 луѓе се вработени во бившиот свиларски комбинат во зградите на Нонче Комишова. Тука е двајца доктори имаме, доктор Андјушева, која што со своите квалитети, со својата референца во работата е веќе надалеку познат, не е кардиолог само во Република Македонија, тука и од европски ранг. Секако тука е доктор Милчо Трајков, доајенот на медицината во Велес и председател на Црвениот крст, и да не ги набројувам сите оние што добија
пофалници, благодарници. Во секој случај една богата лепеза на луѓе што со својот труд во изминатиот период дале значење на живењето на градот во минатото, меѓутоа и се уште даваат са свој белег во живењето на урбана средина како што е нашиот град. Така. Споменавте доста манифестации и настојни. Дали секој граѓанин од нашава општина и пошироко може да присуствува на овие сите манифестации, еве тоа да им го кажеме на гледачите? Да, апсолутно. Значи на веб страницата, по порталите веќе тоа е проширено. Овие сите чествувања се прават за граѓаните на општина Велес, така да секој е добре дојден на било која манифестација што ќе сака да присуствува, присуствува, секако секој од домено што го интересира и секој што ќе дојде вечерта на свечената седница ќе биде добре дојден. И да кажавме доволно за се она што ќе се случува по повод 9 ноември. А сега малку да се навратиме еден месец малку претходно. Знаеме дека велешани беа сведоци на најголемата манифестација која што му се случи на општина Велеса, тоа е Питијадата. Како вие ќе ја искоментирате како градоначалник оваа манифестација? Колку сте вие задоволни? Па добро, значи тој настан оваа година беше како доминантен настан. Так. По многу параметри, по тоа бројот на производители на пити, производители на вино, потоа по бројот на сите оние што представуваат дел од целокупната организација, значи стотина луѓе беа ангажирани во целокупната организација, по квалитетот на исполнителите на забавна, на народна музика, секако и со една беспрекорна организација која што беше само круна на она што се случуваше во изминатите неколку месеци, бидејќи ние во самиот старт на април месец веќе ги правиме првите подготовки како ќе изгледа Питијадата и секогаш нели има задоволни, незадоволни. Оваа година може да констатирам дека сите беа задоволни. Так. Коментарите беа повеќе од одлични, меѓутоа ни се наметна и едно друго прашање, значи во саботата поготово, секако и во неделата, времето беше добро, се меѓутоа просторот. Самиот поим за простор беше претесен да ги прими сите оние што сакаа да дојдат поготово саботата, така да имаше некоја бројка од страна на СР службите дека вечерта околу пред 22 часот дека во нашиот град влегле повеќе од 10.000 автомобили. Тоа е навистина многу. Возови и други видови превозни средства. Меѓутоа, Велешани уште еднаш се покажа како добри домаќини, достојни домаќини и за сите тие 3 дена каде што повеќе од 100.000 луѓе поминаа низ овие настани што се случуваше, каде што се испија рекордни количини на вино, други алкохолни и безалкохолни пијалици, каде што се потрошија повеќе од 70.000 пити не само на улицата кај што се одвиваше главниот настан, туку низ целиот град и се помина во најдобар ред. Тоа е веќе нова обврска за подобра организација за едната година, каде што уште од сега најавуваме официјално дека ќе се потрудиме да главен гостин ни биде најголемата балканска звезда на овие простори во минатото и сега. Така. Градоначалниче, она што е моментално актуелно во нашата општина е покриениот градски пазар. Како се одвива реализацијата на овој проект? Еве да ги запознаеме малку гледачите, без разлика што помина само неколку денови од тоа што го најавивте. Па добро, во програмата на градоначалникот за локалните избори имаше 10 топ проекти, покрупни проекти, помеѓу останатите 187, од кои 9 веќе од големите проекти се завршени. Во програмата е предвидено од 2016-2017 да се отпочне со изградба, односно со подготовки за изградба на покриен градски пазар. Меѓутоа, тоа беше предвидено да оди преку јавно-приватно партнерство. Ние објавивме неколку повика преку медиумите, презентиравме, не се јави кандидат за јавно-приватно партнерство и решивме да со стручните служби да сепак тоа го направи општината. Иако ќе биде поголем трошок за општина Велес, решивме сами да го isfinansirаме, да ги подобриме многу условите на пазарот, да и продавачите, меѓутоа да и сите оние купувачите кои што доаѓаат да се чувствуваат попријатно, побезбедно. Така, тоа ми беше следното прашање, кои се оние придобивки и за купувачите и за оние што продаваат? Значи, ќе имаме повеќе придобивки. Има повеќе придобивки. Бидејќи градскиот пазар ќе биде покриен, ќе бидат заштитени
производителите, секако и посетителите на градскиот пазар. Со самото покривање ќе се ствараат услови што се многу подобри за целокупното работење. Значи, подготовките, геомеханичките испитувања ги завршивме. Добивме деновиве од фирмата што ги изврши геомеханичките испитувања, кој вид на почва го имаме под основниот слој на асфалтот, што може да очекуваме доколку би оделе подземја, што може да очекуваме доколку не би оделе подземја. Значи, сите оние параметри при една сериозна градба. Да напоменам дека површината е околу 4000 квадратни метра. Сето тоа треба да биде безпрекорно изведено, бидејќи имаме повеќе стотици тони челик и друг материјал, покровен материјал кој што ќе биде ставен во самата изведба на пазарот. Направивме на презентација на идејното решение, која што ја презентиравме пред медиумите и пред граѓаните на Велес, сето тоа наидене на позитивна критика од граѓаните на Велес, кои со нетрпение чекаат да се отпочнат со тие активности. Значи, наш план е да ние го почнеме прво долниот дел на пазарот, но да створиме и услови. Тоа значи, мораме да створиме услови во секој сегмент. Пристапен пат да имаме до пазарот, распоред на тезгите да имаме онаков како што треба, сите продукти да ги ставиме согласно ХАСАП системите и законите, меѓутоа да обезбедиме и санитарно-хигиенски услови за целокупното живење на пазарот, бидејќи со неговото покривање, тоа ќе значи дека во Велес нема да има само 3 дена ударни за пазарот, тоа ќе значи дека ќе може да се користи секојдневно, бидејќи ние во првата Г линија предвидуваме да има дуќани, потоа да има зелен пазар, да имаме инвалидски колички за пристап на луѓе со посебни потреби, меѓутоа за транспорт исто така на роба, да има и 15 санитарни чворови кои ќе бидат поделени во два дела машки и женски, кој сето тоа ќе биде на располагање на корисниците на градскиот пазар и на крајот да целиот пазар добие еден друг лик, еден современ лик, бидејќи на сета работа се привоѓа со посебна сериозност. Тоа значи дека нема да биде класично затворен пазарот, ќе биде затворен на долниот дел од 3 страни, едната страна ќе биде отворена, бидејќи искуствата на неколку звртимени градови кои што ги посетивме во изминатиот период ни дадоа за право дека не треба да биде затворен скроз пазарот, сепак тоа се продукти кои што продукти даваат и одредена миризба доколку останат на подолго време и така натаму. Значи ќе имаме и една природна вентилација, ќе имаме и внатрешна вентилација, додека горниот пазар ќе биде целокупно само покриен пазар. Во секој случај тие услови ќе бидат многу подобри отколку што ги имаме овие услови во моментов. И ние очекуваме да проусвојувањето на буџетот за следната година веќе денеска ќе биде презентирана нацрт програмата по сите нацрт програмите во сите сегменти на работењето на локалната самоуправа. Во нив ќе биде вметнат и пазарот, покривањето на градскиот пазар. По завршувањето на основниот проект се пристапува кон тендерска постапка да се избере најдобриот понудувач согласно методологијата за распишување на јавни набавки и секако во првите квартали по завршувањето на целата постапка, ако нема жалби и кога идејниот проект ќе биде во основен проект со ревизија завршен, преминуваме на изградба. Тоа значи изградба значи покривање на долниот дел од пазарот. Малку ќе имаме гужва тој период од неколку месеци. Мораме етапно да работиме. Дел од пазарот ќе биде префрлен на паркингот што го имавме претходно направено, дел ќе биде префрлен на горниот дел од пазарот, за да може сето тоа да се сработи онака како што изгледа. Потребно ќе биде трпение во наредниот период и на сите учесници во тоа традиционално место за собирање во текот на 3 дена во неделата, но во секој случај планираме сето тоа да го изведеме онака како што е зацртано по правило и по пропис. Така. Градоначалниче, јас би сакала да го искористиме вашето присуство во нашата емисија и да кажеме збор два секако и за првата градинка која што ќе се отвори во Караслари. Значи, зошто го одбравте токму тоа населено место за да се изгради оваа детска градинка и дали планирате понатаму во останатите населени места да се изградат токму овие детски градинки?
Па нашиот план е усмерен токму во тој правец. Која е целта на Целта е овој проект? двострана на првиот дел од проектот. Так. Тоа значи дека може да им се дозволи на граѓаните на тој дел од местото живење на Каласлари да своите деца ги однесат во градинка, да им створиме услови исти како што имаат и во приближно исти или исти како што имаат и во нашиот град во почетокот на целокупниот социјален образовен процес, подготовка, започнување на училиште и вклучување во социјалниот живот на младите генерации. Тоа е наша обврска, не само во градот, туку на целокупната територија на општина Велес. И овој прв проект од таков вид има две значења. Тоа значи дека ќе можат и вработените што работат во маркат и што ќе работат во иднина во другите капацитети кои што се во изведба да своите деца ги оставаат во градинката. Тоа е капацитет од 30 деца. Имавме зграда која што стоеше така едноставно, дел е на користење на местната заедница за собери, меѓутоа другиот дел беше затворен во некое минато време, требало да биде амбуланта, но со новите промени во здравството тоа е веќе одамна затворено и токму затоа решивме да му дадеме една друга пренамена, која што пренамена чиниме позитивна. И тоа е првата градинка што е изградена и што се гради во рурални средини. Ние планираме да такви градинки направиме и во поголемите населени места околу Велес, тоа е и Ванковци, тоа е во Залково, тука е секако и Оризари, онамо каде што имаме поголем број на дечиња. Во меѓувреме во Велес се во завршна фаза, односно напредува и тендерот за покривање смена на кровот на поранешното училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот, каде што сега имаме сместено дел од кабинет за лица со посебни потреби, односно за слабовидни лица, а бидејќи на листата за чекање за интерес во градинки има повеќе од 200 кандидати во моментов, со овој капацитет што располагаме е недоволен и сакаме да направиме уште еден клон. Со тоа ќе се растеретат и со многу. тоа ќе се растеретат и ќе се покријат потребите. Так. Бидејќи нашата соработка со UNDP, партнерски однос 50-50 ќе се менја во оној огромен кров што го имаме на училиштето. Ние, бившото училиште, ние можеме на таа зграда се да направиме, ако не го смениме кровот, не сме постигнале ништо. Значи, многу скоро ќе се заврши и таа постапка. Продолжуваме со други активности околу средувањето на тоа училиште. Во детска градинка добивме одобрение од Министерството за труд и социјална политика, односно добивме мислење позитивно дека може тоа да се направи, како што претходно добивме мислење и за градинката во населеното место Каласлари. И сиот тој проект полека, но сигурно ќе го заокружиме, така да напоменам само дека Велечката градинка, зборуваме за сите 6 клона, е една од најдобрите градинки во Република Македонија. Тоа е веќе опште познато во Македонија, која работи доста успешно, многу иновативно, со многу нови идеи. Завршиме целокупниот проект околу заштита, односно енергетска заштита со градинката, со пари од Европската унија, повторно нагласувам. Значи, нашата соработка со меѓународниот фактор оди полека, но сигурно нагоре. Значи, и тука е предвидена нова соработка со UNDP околу средувањето, целосно на преадаптирањето на просторот. Се надевам дека тоа ќе успееме да го направиме во наредните 4-5 месеца и нашите најмлади сограѓани ќе можеме, односно родителите, да им објавиме дека може да конкурираат да ги однесат своите деца во градинка без да чекаат ред. Така. Ета кажавме доволно и за градинките во општина Велес. Знаеме и сведоци сме дека живееме во време кога се инвестира повеќе од доволно низ целава наша Република Македонија. Ајде да кажеме конкретно за нашава општина. Најавивте повеќе инвестиции. Колку отварањето на новите фабрики ја подобрува економската состојба во нашиот град? Па, основната цел на секој политичар, без разлика на кое ниво се наоѓа на политика, дали е на државно ниво, тоа велиме државно е парламент, влада, заменик министер, градоначалник, секако тие се неколку функции што се водечки во на општествениот политички живот во државата и оние што добиле доверба, треба да биде во овој момент основно вработувањето на луѓето. Ние знаеме низ каков
мачен транзицијски период помина целата република, поготово Велес. И првата определба како градоначалник ми беше стварање услови по секоја цена за нови вработувања. Ние токму затоа ги испромовиравме, ги средивме и се уште ги средуваме индустриските зони. Само индустриската зона Каласлари, да напоменам дека целокупната нејзина изградба чини негде околу 2 милиона евра, пари кои што се обезбедени од локалната самоуправа. Значи, таа индустријска зона не е како другите индустријски зони каде што свој влог имаше владата на Република Македонија, меѓутоа таа зона е направена со пари на општина Велес, со пари на граѓаните на општина Велес. Значи, едина општина во Македонија што направи индустријска зона со сопствени пари е Велес. И платена. Значи, целокупните обврски на општина Велес се подмирени. Меѓутоа, со самото тоа што веќе идната година ќе има заклучно 600 вработувања како што се предвидува во бизнис планот на фабриката Маркрат и подавањето на новите документи што се планира во наредниот период за продолжување на фабриката, за да стигнат до онаа бројка што им е зацртана за 7-8 години на 2620 работници. Секако заврши тоа од многу параметри, од потребите на пазарот, од нарачките и сето она што е следствено за водење на еден бизнис, ни говори дека сме имале во право. Ние бевме подготвени на поголем ризик, само да донесеме некој да инвестира во општина Велес, да го намалиме бројот на и нашата поширока околина, да го намалиме бројот на невработени лица. И мислам дека секој за еден градоначалник нема поголем успех кога ќе види било кое лице од општина Велес да сме створили услови, а да се вработи, да обезбеди екзистенција на својата фамилија. Со тоа, самата функција на градоначалникот, покрај другите што се законски обврски на градоначалникот да ги исполнува да работи, зашто е избран од граѓаните, меѓутоа е на прво место и со тоа ми се чини дека 70% од своите ветувања се остварени. А некога ќе работат 400, 500, 700 луѓе во индустријските зони, во Велес веќе 700 луѓе работат во еден број. Со тоа чинам дека градоначалникот успеал во дел во својата мисија да обезбеди подобри услови за живот на граѓаните. Само еден параметар. Ние може да направиме со тие 2 милиона евра ќе ги направиме сите улици во Велес. Немаше да има ниту една дупка, немаше да има ниту една улица неизбетонирана, бекатонирана, асфалтирана. Меѓутоа ќе немавме ниту едно работно место. Подобро ќе одиме можеби уште една година, 6 месеци по улици кои што не се уредени, меѓутоа да имаме работни места, од и самото работно место носи нови улици. Дали ме разбирате овој параметар? Самото работно место носи данок на општината, сигурност на фамилијата, побезбедна сигурност на фамилијата, возможности да се развива нормално едно семејство. Тоа беше целта на овој градоначалник и на овој совет, на ова мнозинство во советот, и ние сме задоволни со тоа што веќе вего и ЕНМОН функционира, нови 20 луѓе приму фабриката. Успеавме и индустријската зона Мамутчево да приведеме во собственост на општина Велес. Сега и таму се прават геомеханички испитувања, издашност на вода, подготовка на терен. Индустријата, односно вработувањето на граѓаните од првиот ден на мојот мандат се приоритет, така и ќе остане до последниот ден на моето работење како градоначалник во општина Велес. Господине Чадиев, пред самиот крај добро би било да кажеме нешто и за тоа што општината е во фаза на изработка на програми за работа во наредната 2017 година. Имате ли средби вие со граѓаните и со местните и урбаните заедници? Кои се оние најчести побарувања и барања од страна на велешани? Значи, во изминатиот период и следнивиот 2-3 дена ни завршува целокупната агенда со посета на населените места, каде што претходно јас на секој 2 месеца ги посетувам нашите населени места и нашите урбани и местни заедници. Значи, контактот е постојан. Поготово овој период, бидејќи се подготвуваат програмите, се известени сите институции под локална самоуправа, меѓутоа се известени и сите граѓани на Велес, невладени издруженија, спортски клубови,
и се што се чинители на еден живот во една локална самоуправа, дека се подготвуваат програмите за 2017 година, да дадат луѓето своји предлози, да ние низ една јавна транспарентна расправа која ќе се одвива во текот на денешниот ден, дојдеме до тие најбитни елементи кои што можеме и приоритети да ги вградиме без разлика во кој домен од програмите, бидејќи имаме 13 програми. Секогаш најактуелни се 2 програми, 3 програми, тоа е спортот, кој што се наметнува се повеќе и повеќе како актуелна програма за младите. Тука е секако и доменот на културата, каде што Велес се препознатлив во тој поглед као град на културата, во секое време дали бил град на културата или не, секогаш имаме по 60-70 настани во текот на годината од културен карактер и секако програмата за градежно земјиште, без да ги заборавиме и другите програми како што е локалниот економски развој, IT програмата, програмата од сегментот на социјална заштита, образованието и така натаму. Меѓутоа, главно се сконцентрирани барањата на граѓаните во овој сегмент и нашата анализа покаже и нашите анкети што ги правевме во изминатиот период дека 67% од граѓаните на прво место го ставаат економскиот статут, односно вработувањето. А сето друго е после тие 65-67% ната. Значи, на прво место се вработувањата, на прво место е економијата и затоа општината има, како општина, едно од најтранспарентните, ајде не речам најтранспарентна општина во Македонија, секогаш за тој сегмент имаме пофалби. Значи, на прво место економијата, вработувањата, а другото полека, но сигурно самото ќе дојде. И тие 2 милиона евра што ги дававме во Каласлари, во за индустријска зона, веќе почнаа да се враќаат во општината. Полека, но сигурно, за да можеме да отвориме нови зони, да го презентираме градот, да отвориме нови работни места. Така. Благодарност до вас, господине Чадиев. Ви благодарам што издвоивте време за да им кажеме на гледачите што ќе се случува и што се случува во општина Велес. Се надевам дека повторно ќе видите дел од нашата утринска емисија во некоја наредна прилика. Ви благодарам и вас.